zdravo na siti i dobrodošli nazad, konečno posle nešto poveć od jedan mesec na mojot YouTube kanal. Verujem дека ви недостасуваше ова моја најава и на мене ми недостасуваше, меѓутоа одлучив, односно бев некако приморен да направам кратка пауза од снимање за на YouTube, за да си ги наполнам батериите и да се вратам вака посилен од било кога, да не повторувам два пати, меѓутоа ветувам дека во иднина ќе бидам многу почест со видеа и се надевам дека ќе ви снимам се по-креативни и по-иновативни видеа. Да не се расфрлам на самиот почеток со вакви терминологии за денеска, односно со оглед на тоа дека ова е првото мое статично официјално видео во 2021 година, одлучив да се вратам со видео во кое што ќе одговарам на вашите прашања, затоа што верувам дека сите вие сте имале што да ме прашате додека ме немаше на YouTube. А и самите веќе знаете дека јас милувам да си ги снимам ваквите видеа на месец дена, на 2 месеци, така што мислам дека е вистинско време, односно мислам дека ова видео е вистинска прилика да се вратам на YouTube. Не би сакал да должам со најавата затоа што одлучив да одговорам на што е можно повеќе прашања. Видеото ќе потрае, можете да си го стопирате, да си земете некој чипс, пуканки, сокче, чајче, кафенце и да уживате. А преди официјално да започнам, не заборавајте да се сабскрајбнете на мојот YouTube канал, затоа што верувале или не, лека по лека се ближиме до тие 20.000 сабскрајбери. За да стигнеме што поскоро до нив, кликнете на црвеното копче, што пишува таму subscribe или претплати се, а ние може да почнеме веднаш. Димитар.Ристовски ме прашува ако би морал да одбереш кој хороскопски знак би бил без Шкорпија. Не знам, затоа што јас сум исклучително горда Шкорпија и многу сум среќен што сум Шкорпија и многу сакам Шкорпии. Меѓутоа, ако би морал да одберам, односно да направам некаква ротација, може би бил, не знам, Бик, maybe не Бик. Што е слично на Шкорпија, не постои таков знак. Не, шал на страна, не знам, стварно не знам. Ги сакам Шкорпиите и многу сум среќен што сум Шкорпија и ги имам сите можни карактеристики на Шкорпија. Па би бил Бик, евентуално Јарец. Крстевска долна црта Клара прашува доколку Јелена Карлеуша не беше во жирито на Звездите на Гранд, кој би одбрал да ти биде ментор? Па на ова прашање мислам дека у неколку наврати имам одговорено, но не ми е проблем да одговорам и тука. Не би одбрал никого затоа што суштински не би се ни пријавил. Мене Карлеуша ми беше потик да се пријавам затоа што сакав да ја запознам пред се, а потоа да имам прилика и да соработувам со неја и просто ми се склопија коцките и тоа ми се оствари, така што Океј, имаме уште едно прашање од Димитар.Ристовски кој вели дали повторно би влегол во реално шоу. Па моментално на овие 25 години колку што имам, со сигурност би можел да ти одговорам не, меѓутоа never say never, не знам што ќе ми падне на памет за година 2, 3, 5. Единственото реално шоу во кое што би прифатил да учествувам е Survivor, затоа што тоа единствено моментално ми има смисла. Сум имал искуство, имам 2 реални шоа позади себе и мислам дека тоа е сосема добро. И еве едно прашање од мој фанпејдж, Марио долна црта ФП3. Голем поздрав до тебе и ти благодарам што ја поддржуваш мојата работа. Вели дали пцуеш пред твоите домашни? Па ја не сум човек кој што се користи со пцовки, така што ниту дома, ниту надвор од дома пцујам. Пцујам некогаш единствено кога во сообраќај, додека возам, затоа што сум релативно нервозен возач. У сите останати ситуации стварно не се користам со пцовки, така што не. 2 долни црти, Ѓорѓиевски 20 прашува како се одвиваат менторските часови во Звездите на Гранд и по колку за еден настап. Пред да не снајде целата ова ситуација со пандемијата, патувавме за Белград и менторските часови се одржува во Гранд продукција. Мислам дека, не мислам, туку сигурен сум, постојат и неколку влогови на мојот YouTube канал. Ви ги снимав сите тие менторски часови, така што можете да си погледнете. А во време на пандемија, менторските часови се одржуваат преку Zoom. Еднаш до 2 пати, евентуално 3 пати. Конкретно пред 5-тиот круг имавме само еден менторски час. Зборувам за кандидатите од Македонија, Босна и Црна Гора. Кандидатите од Србија има неколку менторски часови во Гранд продукција, меѓутоа ние бевме спречени да патуваме затоа што се уште ни беше потребен тој PCR тест и тоа се некои дополнителни трошкови кои не секој кандидат може да си ги приушти, така што еднаш имавме менторски час со Јелена на Zoom. Така од прилика се одвиваат, а ако ти интересира суштината, генерално одиме со список
список на песни, неколку балади, неколку брзи песни, ги пееме, Јелена со низиниот тим не слуша, ги одобрува или ни предложува нови песни и на тој начин знаеме што ќе пееме и потоа останува на нас да си ги вежбаме тие песни дома, евентуално праќаме видеа како ги пееме додека вежбаме и доколку има потреба нешто се коригираме и тоа е тоа. Така суштински изгледаат тие менторски часови. Стојановски прашува дали би сакал да живееш во друга држава или во Македонија. Поздрав, најдобар си. Фала ти, поздрав голем и до тебе ти благодарам што одвои време да ми поставиш прашање. Ова е многу комплексна тема у моја глава, затоа што у последно време многу размислувам за тоа да ја напуштам Македонија за секогаш. Јас ја сакам Македонија, си го сакам Куманово, си ги сакам сите пријатели кои ми се овде, родителите, роднините и така натаму. Јас сум убеден дека само овде на еден вистински начин некој може да ја препознае мојата енергија, мојата смисла за хумор. Само овде можам да се изразам како што сакам. Секаде надвор од Македонија имам некаква јазична бариера. Влада е некаков друг ментален склоп на кој што не сум навикнат ниту јас, ниту вие претпоставувам. Меѓутоа, доаѓаме до неколку суштински проблеми кои мене ме потикнуваат да размислувам многу често за тоа да ја напуштам Македонија. Тоа е менталитетот кој овде владее, не финансиите. Финансиите се можеби тие само придонесуваат и онака се можеби последната капка у чаша. Меѓутоа у моја глава тоа и не е толку важно, затоа што мене најголемиот проблем во оваа наша земја ми е менталитетот. Се верувам дека повеќето од вас ќе се сложат со мене, меѓутоа пак сите ние имаме некакви предрасуди, сите ние имаме некаков проблем со некого, сите ние сме ко баби на чешма, така што мене ме гуши тоа, просто too much ми е. И имам 25 години и ако сега не превземам нешто, не мислам дека на 45 не можам. Меѓутоа, сега немам ниту дете, ниту куче, ниту маче. Не знам како да составам реченица, да се изразам на еден вистински начин, да споделам со вас онолку колку што мислам дека е потребно да знаете. Така што би сакал да живеам и надвор. _, Спиридонова 4 прашува кога ќе се емитува следната емисија на Звездите на Гранд во која ќе настапуваш. Мојата емисија од петиот круг е всушност и последната емисија од петиот круг. Како и да е, емисијата во која што настапувам јас ќе се емитува тек на 10 април, што е за точно 2 месеци, ако не се лажам, скоро 2 месеци. Така што има време. Стојановски _1 прашува кога пак 24 часа видео, плиз тајме во видео. Еве те ставам во видео, поздрав за тебе. By the way, мислев да се вратам на YouTube со 24 часовно видео и тоа ни помалку ни повеќе сакав да се тестирам себе си и да пробам да издржам 24 часа без интернет, без телефон, односно телефонот да го користам само за да се снимам, ништо повеќе, да не уклучувам интернет, ниту лаптоп, ниту телевизија, буквално да бидам изолиран од сите извори на дополнителни информации, како и да се вика тоа. Така што планирам да снимам некоја такво видео блиска иднина за недела 2. Андреевски Н13 прашува како се справуваш со трема на Звезда Гранда. Па не се справувам, просто тремата секогаш постои, тоа е еден вид на позитивен адреналин, една позитивна трема, нешто што не држи на нозе. Тремата некогаш доколку не знаеме да ја хендламе, знае да биде наш непријател, меѓутоа многу често мене ме потикнува да бидам уште по-опуштен, да изгледам опуштено, не сум опуштен затоа што просто имам трема и онака одговорност, али све е тоа, одговорност е всушност вистинскиот збор. Не е тоа трема, тоа е одговорност. Се плашиме затоа што чувствуваме одговорност да ги задоволиме тие критериуми, тие очекувања. Така што не се справувам. Морам да ви откриам дека пред настап знам да дрмнам некое конјаче или некој виски, иако тоа не се препорачува таму, меѓутоа мене некако ми е полесно и така се опуштам. Келешов со 2V прашува дали планираш да снимаш уште еден кавер. Пред да ти одговорам, сакам да им се обратам на сите оние кои што се уште не го погледнали и слушнале мојот прв официјален кавер од како постојам на YouTube, вклучувајќи го и каналот Ивона и Марио. Никогаш претходно немам објавено музички проект од како снимам за на YouTube, така што превозбуден сум и би сакал да ги слушнам вашите коментари, реакции, така што апелирам до сите вас, без разлика на тоа дали веќе сте го погледнали и слушнале или не, тркнете во описот под видеото и кликнете на првиот линк кој се наоѓа долу. Поставете лайк, слушнете го каверот, погледнете го затоа што има и некакво аматерско видео. Врз основа на вашиот фидбек ќе одлучам дали ќе продолжам со кавери
или не. Иако јас повеќе алудирам на нешто авторско, сакам во најскоро време да ми се случи песна, така што работам на тоа, у контакт сум со неколку продуценти, преговарам, така што тоа секако би бил многу поголем проект од само обичен кавер, меѓутоа би сакал да ги видам и вашите реакции на конкретно оваа преработка Киша од Клинац. Тоа е всушност една од моите омилени песни на српски јазик, така што ќе ги очекувам вашите коментари. 3 долни црти, Евгенија со 3, а пак 3 долни црти предпоставувам. Ако планираш да правиш пак кавер на некоја песна, која би била та? Па не знам, меѓутоа еве одлична прилика вас да ве прашам. Обавезно долу у коментари предложувајте ми песни на кои што би сакале да направам преработка. Коментарот со најмногу лајкови ќе биде земен предвид, така што бидете креативни и предложете ми нешто стварно соодветно на мене, мојата боја на глас, онака како што вие ме доживувате, така што баш ќе ги читам вашите коментари, бидете креативни, плиз. К. Стројмановска прашува какви коментари доби во петиот круг. И самите веќе знаете дека не смеам нешто многу да зборувам за моите настапи во Грант, кои се уште не се емитувани. Овој пат и добивме строго опомена дека не смееме да откриваме дали сме поминале, дали сме испаднале, што сме пееле, со кого сме били у дуел и слично. Емисијата ќе ја гледате на 10 април, меѓутоа еве можам да ви кажам дека добив супер коментари, одлични коментари, така што мене суштински најважни ми се вашите коментари, односно коментарите од луѓето кои тоа го гледа. Затоа што вие го гледате доброволно, а тоа жири е поставено таму за да коментира и оценува. Вашите коментари ми се секогаш најважни. Не заборавајте на 10 април да ме гледате за просто да прокоментирате како и дали уопште ви се допадна мојот настап во петиот круг. Сандев со 2В долна црта 5 прашува дали си користел iPhone. Да, во 2015 или 2014 имав iPhone 4S, тогаш тоа беше као најактуелниот телефон. Не знам дали е 2015, мислам дека порано. 13-та, 14-та, така нешто. Користев iPhone 4S, потоа се префрлив на Android, користев Samsung и веќе со години сум на Huawei, така што сум користел, меѓутоа можно и у блиска иднина пак да се префрлам на iPhone, али сум сега онака мега гига задоволен од Huawei, така што не би менувал ништо. Еве имаме прашање од уште еден фан профил за мене, Mario.fp4, кој вели: ако би имал бесплатна карта за некое место од целиот свет, кое место би го одбрал? Постојат два аспекти од кои што би можел да одговорам на ова прашање. Едниот е хедонистички, едниот е емотивен. Емотивниот вели карта за Германија, за конечно да се видам со сестра ми, затоа што со месеци се неаме видено. Од друга страна, имам нереална желба да отпатувам на некоја екзотична дестинација, како што е Бали, Малдиви, Тајланд или Мајами. Kari.s223 прашува дали си доживеал чувство на осаменост. Да, и многу често се соочувам со тој проблем, ако можам да го наречам проблем, особено сега во време на пандемија, кога некако сме приморени да бидеме на дистанца, дури со оние кои ни се семејство. Меѓутоа ми се случувало и пред целава пандемија и пред целава ситуација да се чувствувам некако осамено и додека сум со луѓе. И тоа е можеби сериозен проблем и нешто што многу често ме потикнува да побарам стручна помош. Комплексна е таа тема. Многу често размислувам однос на тоа и не можам да ти дам конкретен совет затоа што и на мене ми треба. Михаилова долна црта 19 прашува кој ми е најубав спомен од детството. Јас имам многу убави спомени од детството и имав навистина многу убаво детство затоа што ние растевме на улица. Кога ќе кажам растевме на улица, тоа значи дека немавме интернет, немавме телефони, немавме компјутери, немавме лаптопи, немавме ништо. Друштвени игри беа единствено нешто на што се сеќавам кога ќе помислам на детството. Генерално, ајде ќе одвојам една која за нас тогаш беше традиционална случка. Секоја недела скоро мало организиравме некоја манифестација, концертна. Некој пееше, некој имаше ревија, некој беше водител, некој играше. Буквално сите бевме ангажирани за нешто и тоа беше шоу. Сите комшии ќе излезат на прозор, затоа што ја живеам у зграда и буквално сите луѓе со кои што се дружев генерално беа тука, од малото, од зградите. Ќе направиме некаква бина, нешто.
што личи на Бина. Ке се присобереме онака 20 на луѓе, ако не и повеќе. Баш многу деца бевме тогаш. Ке ги примориме нашите родители, баби, дедовци сите да застанат на прозор. Ке поминеме низ становите, ке поделиме ливчиња за гласање. Ние ке се глупираме онака колективно, кој ке пее, кој ке игра, кој ке биде мис или мисица. На крај комшиите ке гласаат, ке поминеме да ги собереме гласовите, ке ги преброиме, еден ке победи, награда ке бидат на пример некакви чоколади, сок, нешто што ние ке си го купиме у продавница, затоа што пред почетокот на таа манифестација, кој сака да учествува, мора да вложи 10-20 денари у тоа време и со тие пари што ќе се соберат, се купува наградите, така што баш онака се сеќавам на тие глупости. И тоа баш онака долго не држеше. Мислам, ние сме таа генерација во која што почна да се појавуваат телефони, компјутери, интернет малку покасно, али игравме онака на компјутер карти, нешто што некои игри кои доаѓаат со самиот компјутер, меѓутоа баш онака израснавме на улица и баш убави некои спомени ме врзуваат за детство. И еве имаме прашање од уште еден мој фан профил. Вели, кој ти е омилен месец во годината, те сакам ја имаш мојата подршка. Ти благодарам од се срце и навистина ми значи вашата подршка. Кога е прашање омилениот месец, не знам, немам некој конкретен месец, али најубав вајб ми се буди у мај, јуни. Тој период, пролет, многу сакам пролет и сонцето мега добро влијае на моето расположение, така што мај и јуни сум некако најхајпнат и расположен за све. Н. Коцев 5 прашува кој ти е омилен цртан од детството. Дефинитивно Том и Џери без многу да размислувам. К. долна црта Петкоска прашува дали помислуваш на цигари и дали повторно би им се вратил. Помислувам секако, затоа што се уште постојат луѓе околу мене кои се пушачи, тоа е сосем окей. Ми доаѓа некогаш да запалам, меѓутоа не подлегнав на таквите потреби. Се уште еве веќе повеќе од 7 месеци немам запалено цигара, ниту имам земено дим. Не можам да кажам дека не помислувам и дека не ми доаѓа, но повеќе од тој хедонистички аспект, никогаш немам стриктно потреба од цигара, односно никотин, туку ми недостасува тоа работење со рацете, тоа нешто да ми чури, нешто да се дешава. И многу често размислувам да купам некаква нешто налик наргиле, налик оние електронски цигари без никотин и така натаму. Доколку имате искуства со такви чуда, меѓутоа без никотински, пишувајте долу или јавете ми се на Инстаграм. Долна црта В. Димовски долна црта прашува кој стајлинг кој си го имал на Звезда Гранда до сега највеќе ти се допаѓа, а кој најмалку? Тоа не ми е нешто многу тешко да одговорам, затоа што знам кој стајлинг најмалку ми се допаѓа. Се трудев секогаш да изгледам добро, со тоа што во третиот круг не си се свиѓав како изгледав, односно ја бев супер облечен, али тоа не беше иновативно. Не беше нешто со што би можел да се издвојам од останатите. Nothing special. За разлика од останатите кругови, каде што малку повеќе се потрудив. Така што најмалку ми се допаѓа стајлингот од третиот круг, а најмногу, па не знам, се мислам, во првиот и во петиот круг носев одело и тоа ми е топ, меѓутоа не е нешто пошто ќе останам препознатлив, така што мислам дека вториот и четвртиот круг ми се некако тоа сум јас. Овој и овој стајлинг најмногу ми се допаѓа. Николова, долна црта 167, прашува кои се твоите топ 3 книги што ги имаш прочитано и топ 3 филмови серии што ги имаш изгледано. Последно време многу повеќе читам книги отколку што гледам филмови серии, така што ќе ти ги предложам последните 3 книги што ги имам прочитано. Биди и имај, Бога татко, сиромашен татко и Разговори со Бога прв дел. Кога се филмови упрашања, јас сум љубител на добри трилери и science fiction филмови, така што The Hunger Games, постојат тука многу филмови слични на The Hunger Games, као што е The Ruins, као што е Kingsman, The Secret Service, више и досаден сум со тие филмови. Divergent, The Maze Runner ми го пропастија на крај, али као Who Cares. Го имаме Lucy, кој е супер, Nerve, ама ти кажав топ 3, али генерално тој смер ми се движи вкусот, така што доколку знаете некои нови такви филмови, коментирајте долу, потрага сум. Престанав да гледам филмови од што не знам да најдам добар филм, односно соодветен на моите интереси. Така што плиз предложувајте ми филмови слични на овие кои веќе ви ги наброја. Ако се серија прашања, омилена серија на сите времиња ми е 100, The Rain можеби, тоа е скандинавска серија, меѓутоа Netflix ја пренесува, така што имате превод, имате све.
топ серија. Елит ми е скроз кул. La Casa de Papel исто така бев сериозен зависник. Пред известно време почнав да ја гледам The Handmaid's Tale, како и да се изговара чудово. Така што све ова што ви го кажав и наброев онака мега гига квалитетно, така што можете да си погледнете. А доколку ви имате предлози за мене, куцайте долу. Следното прашање доаѓа од Игнатов Марко и вели: дали знаеш да скијаш? Плиз, поздрави ме во видеото. Сакам. Фала ти, Марко, голем поздрав до тебе. Не знам да скијам, за жал. Никогаш неам застанато на ски, може би и знам, со оглед на тоа дека знам да возам ролери, знам да лизгам, не знам дали тие две нешта се поврзани со скиите и дали по дефолт знам да скијам. Меѓутоа би сакал да научам, не сум некој голем љубител на тие зимски спортови, но зошто да не. Melani.Stojanov или Стојановска, не знам, прашува со кого си во најдобри односи од звездите на граница. Не можам да кажам едно име, затоа што со ниту еден од надпреварувачите не сум онака мега близок. Најблизок сум со македонските, мислам кандидатите од Македонија, што е до некаде и сосема нормално, причина што имаме една заедничка група која што постојано комуницираме, се договаравме кој кога иде, кој кога снима, кој кога има проби, некако најблизок сум со нив, со сите нив, ајде да речам. Се не би сакал да набројувам, да не заборавам некого, меѓутоа сите македонци. Постојат тука кандидати кои ми се некако особено драги, како Теја Шуфта, Белма, од тимот на Марија постојат неколку кандидати со кои што постојано комуницирам, Мустафа, не знам, Желјко. Стварно не би сакал да бидам конкретен затоа што верувам дека некого ќе заборавам, меѓутоа со кандидатите од Македонија и со кандидатите од нашиот тим сум некако најблизко. Петар, долна црта Ангела, долна црта С, 3 точки, не знам, дали планираш да основаш семејство во поскоро време? Не, би сакал да имам дете у некоја блиска иднина, кога ќе кажам блиска иднина, мислам на 5 до 10 години. Се уште себе не се гледам у некои семејни околности со деца, со жена, со кучиња, мачиња. Просто ваквите прашања ме гушат и апелирам веќе да не ми ги поставувате, затоа што од друга страна мислам дека си мега некултурни. Како и да е, не ти замерувам што не го имаш поставено, да не ме разбереш погрешно, меѓутоа некако без везе, као што на вас ви значи таа моја одлука. Така што не планирам у скоро време, но ајде да речеме у некоја блиска иднина би сакал да се остварам во улога на татко. Долна црта Стојчевска 98 долна црта прашува: најтежок предмет додека си студирал социологија? Па со сигурност можам да кажам социолошки теории, затоа што самиот предмет е некако најобемен, има најмногу материјал. У мој случај сум имал проблеми со многу други предмети кои не биле така тешки, но сум имал некаков конфликт со професорите, па сум мачал маки да ги положам, за разлика од социолошките теории кои ги положив во оној момент кога ги научив. Професорот кој ги предава социолошките теории не е ниту суетен, ниту безобразен, ниту дрзок. Кај него постои само едно и единствено исправно правило за да положиш, а тоа е да научиш. У оној момент кога ги научив социолошките теории, положив. За разлика од XY таму професори, се надам дека одешле у пензија, постоеше типа еден предмет, социјална екологија, ако не се лажам. Јас истиот тој предмет го презапишував 7 или 9 пати, веќе не можам да се сетам, само затоа што имав проблем со професор. Од тој аспект секој со различно искуство. Меѓутоа сметам дека социолошките теории се некако најобемни и по дефолт најтешки. Следното прашање вели: со кои хороскопски знаци најмногу се сложуваш, а со кој не? Со Шкорпии функционирам најдобро, сакам бикови, толерирам водолии до одреден степен. Некако окей сум со бикови. Меѓутоа само исклучиво пријателски. Ништо повеќе од пријателство, затоа што имам одвратно искуство емотивно со бикови. Ваги знаат да ми бидат и окей и не, све зависи, затоа што јас сум убеден дека постојат два типа на ваги, од крајност до крајност. Тие едните ми одговараат, едните не. Стрелци ми се така некако, можам и не морам. Овни исто така. Лавови ми се многу специфични. Со лавови можам, али тоа е борба. Затоа што постојат многу карактеристики со кои се раѓаат лавовите, кои мене никако не ми се свиѓаат и не можам да ги поднесам. Еден од условите кои ги поставувам на секој лав пред да ми влезе у животот е да избегнува пред мене да ги истакнува тие карактеристики. Лавови сакам, али кога се питоми. Или екстремно многу ги сакам, или екстремно не можам да ги поднесам. Јарци ми се исто така топ.
за дружба, за све. Најблиску до мене се бикови, така што ете, валјда разбравте што сакам да кажам. Следното и последното прашање за денеска ќе ми го постави Кузманова со 2А7 и вели дали имаш самодоверба. Имам самодоверба, меѓутоа не баш толку многу колку што вие мислите дека имам, може би така делувам, но јас мојата самодоверба имам стекнато на начин што сум се прифатил себе си онаков каков што сум. Знам однапред како би реагирал у секоја можна ситуација, знам што сакам, знам што не сакам, тоа е исклучително значајно, меѓутоа таков каков што сум не секогаш сум бил прифатен од луѓето што се околу мене. Па тоа многу често знаело да ми набие фрустрации кои не ми дозволуваат да имам многу самодоверба. Јас имам самодоверба, но постојат трауми у глава, постојат разноразни булинзи кои имале влијание на мојата самодоверба, градење на мојот идентитет, лик, дело и така натаму. Али имам самодоверба и тоа претпоставам дека се познава, меѓутоа ја и не дозволувам мојата слабост да се емитува јавно на социјални мрежи, пред луѓе кои не ме познаваат доволно добро, не дозволувам тоа да биде злоупотребено, така што мојот одговор е да, но у потрошлива количина. Како и да се надевам дека соодветно одговорив на сите ваши прашања и искрено се надевам дека уживавте. Доколку тоа е така, не забравяйте да оставите лайк и доколку се уште не сте претплатени на мојот YouTube канал, направете го тоа веднаш со клик на subscribe, а ја не би сакал да должам со одјавата, затоа што видеото само по себе трае доволно долго. Се одјавувам, ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!